И се враќаме назад во студиото 3 со последните гости за денес по 9 часот, малку на тема спорт и Славие, бидејќи македонската кикбокс репрезентација од светското првенство во Абу Даби се врати со 3 медали, 1 сребро и 2 бронзи. Селекторот Дејан Митровски Урко вели дека златото избега за малку, но најверојатно на следното првенство веќе ќе го донесеме и ќе го имаме да го покажеме тука. Добро утро за делот македонската кикбокс репрезентација. Ќе почнам од вака, како што сте поред од мене, па секако со представување, потоа со прашањето. До мене е Бобан Илиовски, ни се врати со бронза, така? Веднаш до Бобан ни е Стефан Михајловски, ни донесе сребро. Па потоа да представам и председателот на кикбокс репрезентацијата Дејан Митровски Урко. Добро утро. Добро утро за Стефан Михајловски со сребро. Силвио, се извинувам, Силвио Мировски со бронза и на крај Драган Атанасовски тренер. Јас ги пишав тука по еден редослед, па ми се испомешавте со седењево, но важно тука сме сите. Честитам уште еднаш за овие 3 медали. Ајде прво ќе прашам вас како надпреварувачи што ви значи тоа и самото учество на едно вакво првенство и самите медали. Добро утро. Најпрви ви благодарам за поканата. Лично за мене секое првенство, секое надпреварување светско и европско каде што представуваме Македонија ми има големо значење поради тоа што енергијата што ја доживуваме таму и дружбата помеѓу другарите и репрезентативците е нешто неопишливо, би го препорачал на секој. И лично јас и верувам сите надпреварувачи што ја представуваме Македонија се представуваме во најдобро светло прво самите ние и после државата. Така. И најпрви ни е цел да дадеме све од себе и да ги израдуваме фамилијата, блиските пријатели, државата и слично. Стефан, честитки и за тебе, секако. Што значи како спортист еден ваков медал за тебе и учество на едно првенство? Ви благодарам наистина. Често да се представува нормално Македонија и нашата држава сите на такво големо првенство. Сепак збориме за светско првенство кој што е најголемо до сега одржано во Абу Даби. Така. Збориме честно е да се докажуваме на такво такмичење и во голем број да настапуваме се повеќе и повеќе на такви такмичења. Зашто? Затоа што важно е овој спорт да го прекажеме пред младите дека не е само насилен, не е само спорт за насилници, доку е спорт и за секоја личност. Во главно често да се биде дел од оваа репрезентација и така. Така, ајде ќе завршиме со надпреварувачите, ќе завршам со Силвио, истото прашање, секако. Па секако често е да се бранат боите на македонското знаме на нашата татковина. Пред се сакам да се заблагодарам до федерацијата, до председателот Урко, до мојот тренер, што ми овозможија да настапам на ова првенство. Јас сум најмладиот, прв пат излагам на ваков голем настан, на сениорски. И ете, се закитивме со бронза, но... Така, селекторот и тренерот што ќе кажат за овие успеси? Како поминавте? Една ваша генерална да оценка. кажеме, овие се големи успеси, иако не се сите злата, се големи успеси. И тоа што ние континуирано секоја година носиме резултати од светските и европски првенства кои се за нас релевантни и највисоко првенство. И со кај има највеќе конкуренција. Овие бронзи може да бидат сребра и злата. Среброто беше фактички злато, само што нормално. Нека ситници влијат за подобар пласман на нашите борци. Мали нијанси се тука во прашање, да. Така да добра работа е што ова репрезентација сега што беше составена за светско првенство беше составена од многу млади спортисти, значи јуниори, кои оваа прва година станаа сениори и као сениори се покажа одлично рамо со сите тие постари од нив и поискусни многу. Така. Истото го делиме? Па да, го делиме со оглед на тоа дека имаме многу повеќе победи него изгубени мечеви. Тоа е нормално. Како што кажа селекторот, оваа година е пресвртна, каде што доаѓаат многу нови надпреварувачи, значи од јуниорската стануваат во сениорска категорија и како што гледаме со првото деби Силвио веќе зема медал.
Добро. Се надевам ви е пријатно во студиото, извинете, јас малку и од пудрава ми е топло, па затоа и малку челово ми свети. Се надевам дека на вас ви е пријатно, добро. Кажете ми кои, ако веќе нели имавме добар настап на ова светско првенство, селекторот вели доаѓа нова ера за македонскиот кикбокс, што значи тоа? Тоа значи дека доаѓаат нови деца, многу надежни, многу спремни. Например, порано, ја во објавив по медиумите и порано, за да се стигне до медал од светско првенство, сениорско, треба да се раскостат децата. Значи, најмалце 3 до 4 до 5 години треба као тренинг и како пуштање да им дојде за на светско првенство, нели, за учество, за да дојде до некој пласман добар. Сега овие јуниори, као јуниори беа добро покажани, со самото влагање у сениорска репрезентација, они се носат, напоменав неке, рамо со сите старите искусни надпреварувачи, кои тренираат најмалце 20 години, јуниорите со 18, со 19 години веќе се они сениори, да тренираат 4-5 години, значи имале пред тоа меѓународни купови, светски купови, европски купови, кои ние тие светски европски купови и балканските купови исто, не ги вреднуваме нешто посебно, али ни се добри за тренинг борби, како би виделе како на меѓународно поле колку се спремни нашите борци, за да видиме дали можат или не можат да одговорат на светско и европско ниво. Така. И тоа е многу битно, проценката да се направи, соодветно, значи кој борец има можност да добие медал, а кој борец му треба малце искуство, така да се подбутне, да добие контакт со тие борци од таму за да направи резултат. Менаџирањето на борците е многу битна работа, и тоа што да не се однесе некој неспремен борец, па да добие нокаут. Порано имаше многу нокаути по светските и европските првенства, пошто имаше мешовит квалитет на борците. Сега да се оди на светско европско, нема играчка, сите се спремни борци. Многу е подигнато нивото на борците, на спремноста, на кондицијата, на техниката, така да овој успех што го направија децава, јас сум задоволен од сите подеднакво. Значи не можам да ви опишам кој ми е задоволството со јуниорите се носат со сениорите. Значи можам да тврдам дека наредната година со ово искуство најмал медал ќе биде што го освоиме сребро. И бевме составени 8 души што одлучивме со Драган, кои да ги носиме од децава. 8 души одлучивме и сите 8 се покажа извонредно. И рековме, ако имаме пари, ако обезбедиме пари да одиме, сите 8 одиме, ако не обезбедиме, не одиме. Не можеме да одлучиме кого да го извадиме. Да нема двојни. Сите имаат заслуга, сите имаат тренинг, сите учествуваат, сите светски и европски купови уназад и сите победува и сега не можеме да ги кого да го изолираме. А бевме многу лоша состојба за околу финансиските средства, од министерството цела година не сме добиле динар. А сме учествувале оваа година на 11 беа? Да, 11. 11. Утре одиме на уште еден меѓународен куп у Србија и седека се враќаме со медали, иако сме најтрофена, најуспешна федерација уназад. Значи да апелираме за поголема институционална поддршка. Па точно, тоа го бараме ние цело време, собраќаме со писма, али нема одговор. И цела година на сите настапи кај што идеме, седека се враќаме со медали. Ланската година што помина, исто имавме светски прваци, 3 злата имавме, така? Имавме едно во сениорско и 2 златни во јуниорско. Да, 3 злата имавме, 2 сребра, колку бронзи не знам имавме, иако нели имавме успех и лани поминавме тешко финансиски. И што е оправдување зошто толку медали Оправдувањето немаме оправдување, немаме одговор. Нема, добро. Ова сега да не биде као кукање нешто, него е чисто ме прашавте. Не, добро, зборуваме бидејќи вие не се представувате лично, ја представувате како репрезентација наши државата. спонзори, со пријатели, подржувачи на што не пратат и бодрат вакво нели у федерација и нашиот спорт што го негуваат. Така. И средства да ги добиваме на федерација, на сметка. Мораме да ги зборуваме гласно овие работи, бидејќи пак ќе кажам, представувате и знаме, представувате бои на една држава. Еве едно прашање до тренерот околу стручниот штаб на репрезентацијата кој тоа го сочинува. Стручниот штаб не е идеален. Добро. Значи, пред да тргне репрезентацијата, правевме припреми, некаде крај околу месец дена, по 2 тренинга дневно, изработавме убаво тоа што требаше и се покаже и на лице место. Така. Лошо е, вие го викате стручен штаб, треба да имаме и доктор, треба да имаме и мастер, ама импровизираме се, снаоѓаме колку може. Затоа и не случајно ве прашав тоа, бидејќи со импровизација очигледно постигнувате вакви резултати. Ако би добиле мала поддршка, какви би биле резултатите? Момците спомена и отвори оваа тема околу кикбокс културата во Македонија. Колку сте задоволни како репрезентација и како
за тоа што го имате досега постигнато, бидејќи веќе на кикбоксот почнува им подруго да се гледа, за разлика од некогаш ако се зборуваше како спорт само за тепање. Па кикбоксот расте. Од година година растеме и со резултати, и со масовност, и со национални првенства. Секоја година националното првенство ни расте у бројка. Значи, да може да кажеме дека по 50 натпреварувачи нови расте у бројка. Сега броиме недека 400 натпреварувачи на државното првенство и тоа е добра конкуренција, но практикуваме почесто да одиме на меѓународните купови кои ни се близу нели у бившиот Ю, каде разменуваат искуство со други борци, бидејќи ако цел време се борат на националните меѓу нас да се борат борците меѓу себе, немаат напредок. Тоа е што е, тие се конкурентите, најчесто и на добрите надпреварувачи што се, им бегат борците од нивната категорија и излагат сите наши прваци светски, европски, што се на светско и на европско ниво, да немаат борец и да не биде он национален првак. Значи, заради тоа, да практикуваме да они имат искуство на борби, идеме надвор практикуваме да ги идеме што е можно повеќе на повеќе купови што се околу нашите земји. Кај што е поевтино што е. Помалку што не кошта по пат. Ја загружуваме 2025 година, ова ви се случи сега или при крајот на годината. Кои се плановите на репрезентацијата за следната 2026? Многу планови има. За да знаеме кога да ве викаме да се запишеме во календар да ве следиме. Според календарот на Светската федерација, од кога они ќе направат календарот, ние го правиме нашиот календар и даваме за програма во Министерството за спорт сега, даваме програмата и чекаме средства. И битно е да кога се распределуваат средствата, да се дават на почетокот на годината, да знаеме со какав буџет располагаме и да знаеме каде што можеме да ги употребиме и да рачунаме на тие средства, како би можеле да се опуштиме и да одбереме некоја си репрезентација со која ќе работиме на пример барем 6 месеци однапред, пред да настапиме недека, имајќи упредвид колку имаме средства, според средствата да одредиме бројката, пошто секој борец нас не кошта и не е тоа од ние да одредуваме цената или таму да одиме да се сместиме каде било приватно или по пријатели, него мора да се сместиме таму кај што организаторот го прави тоа. Кога ќе знаеме однапред дека имаме буџет, ќе можеме да се опуштиме и припреми да правиме однапред, да рачунаме тие средства што ги имаме, каде ни се по приоритет да ги потребиме повеќе, каде не ни се. Да, нормално за сето тоа си имаме очит, си даваме очит, каде сме потрошили, што сме потрошили, како се потрошили, а не вака ставиме небрано. Например, се дешава често недела дена пред првенство ние ни дарат сигнал дека ќе добиеме средства, барем порано беше така. Сега не добиваме средства, да ви кажам. Добивме некои средства на крајот 2 дена пред да тргнеме на светското првенство сега од Министерството за спорт, ама значи ако ги чекаме тие немаше да идеме. 2 месеца унапред се пријавуваат борци, месец дена унапред се пријавуваат хотели, мотели, килажи, категории, вакво се пријавува. Значи после месец дена колку да имаме пари не може да ги искористиме. Значи се снаоѓаме со спонзори, со помош од пријатели, пак ви кажам. И тоа е апел еден да може на сите федерации, не само ние, сите федерации се справуваат со истата работа. Барем за поединечните спортови, не сум доволно упатен до колективните спортови како идат потребите и што и средствата, ама за поединечните спортови битно е на почеток на годината да се добија средствата да можеме да ги испланираме, кои што имаме светски, европски првенства, купови, приоритетни некои работи што мора дали семинари некои тренерски семинари, судиски семинари и можам да напоменам нешто многу важно. Ние сега на светско првенство и у нас зашто сме имале некои првенства, борбите, нашите противници се борат со двајца противници. Едниот противник е тој у ринг што се бори со него, а другиот противник судиите доле страна. Ние немаме суди, не носиме суди со нас, ние имаме суди, имаме може и 40 суди ние у Националната федерација. Иако другите земји истото се справуваат. Кога ќе идеме недека на наступ, значи они си гледаат на нивните борци. И еве случајот со Силвио што загуби борбата, Силвио ги задава поени, задава удари, вакво судиите поентираат на другиот противник. Кога е хака жустро, кога е у клинч, ние гледаме од страна. Ти што разбира гледат, ама некоја страна не гледа и се вика, подобар беше, не бил подобар. Ние ги гледаме тие факти и така доминираат и фактички ние губиме од публиката на тие ситни работи. Додека борецот е тука рамниште со противникот, судијата може да калкулира. Доколку нашиот борец победи со нокаут, што не е непозната тема, добри борци имаме, тогаш ќе не може да направи. Кога нашиот противник доминира знатно, не може да изманипулира. Так. Значи се случуваше порано на европска беше боби кога три пати тој го напаѓа, го гушка, го држи,
Боби ќе го фати судијата, него му дава негативна. Еден пат, друг не. И така изгуби тогашка можност за злато. Уште пред 4 години изгубивме можност за злато да добиеме од европско, мислам, беше ли светско. Значи, такви случаеви ни се дешаваат постојано и од тоа навака. И од таа причина апелирав, јас сум председател на Балканска федерација за кикбоксот за Балканот, ги собравме сите балкански земји вамо на состанок и се договоривме, апелирав дека отпосле кога ќе заврши првенството и да се буниме џабени. Значи викаат дајте приговор, се плаќа приговорот, ќе го разгледат, они да го разгледат и да речат еве има видео, све има видеоматеријал додека траат борбите, ќе речат судијата сгрешил, загубата или победата медалот не може да му го вратат. Така е. И се оставаме простор, замерка со тој судија, нареден пат пак ќе суди тој, пак ќе направи штета. Им апелирав да си створиме наши суди, сите наши суди што се судат на националното, да ги праќаме на семинари, да ги праќаме на меѓународните купови да судат за пракса, да ги лиценцираме за да може да добијат право за да судат на европско и на светско првенство и кога ќе одиме ние со надпреварувачите наши 8, кај ќе бараме средства за 8 надпреварувачи, ќе бараме средства барем 3 или 4 суди да носиме наши. 3-4 суди босанците, 3-4 суди србите, хрватите, црногорците, сите имаат проблем. И така ќе направиме една доминација на суди 20 суди, тие 20 суди ќе бидат распоредени на сите борилишта и ќе имаме влијание да не може да се играат со нас и да ни ги штетат борците. Бидејќи ќе бидат спремни дека ако им наштетат нашите борци, дека нашите суди ќе им наштетат нивните борци, тогаш ќе више ќе се изгуби она спортското. Имаме пата ситуација. Да, и светската и европската федерација ја апелирав и ке нив исто да обратат паžnја околу судиите и околу судењето, правилното судење и мониторингот да се користи за време на борбата и да се прати тоа, а не од после борбата приговор да се даде, али вака ако уметнеме ние наши суди, тогаш ќе имаме влијани, тогаш верувам дека многу пофер ќе судат и тоа што никој не ќе да добие штета на себе ако нели. Така. Јас ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Имаме очигледно и доста теми за кои што може да зборуваме и во иднина. Наше е медиумски да ги следиме сите предизвици, бидејќи сте македонска кикбок репрезентација. На момците уште еднаш да им честитам за освоените медали. Вака, слушајќи го Урко, злат. Ова се златни медали, очигледно, така? Ако така си Точно така. Си ја гледаме. Ние ги гледаме како злато и тие надпреварувачи наши што па после се ова што го раскажавте и како се борите за да обезбедат медали, светско првенство, злата се. И тие што не успеа да обезбедат медали, и тие исто ги рачунаме како медали да земат. Така. Бидејќи сите заедно како репрезентација се борите, сепак да нагласам зборуваме за светско првенство. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам. А за крај доза култура и времепловот на колешките Тања и Сонја.